Советот на општина Кочани ја одржа петата редовна седница, која е и последна за оваа календарска година. Вообичаено, на 2 дена пред истекот на годината, меѓу 20-тината точки од дневниот ред, советниците одлучуваа и по предлог буџетот за 2022. Според проекциите, вкупниот буџет во кој се вклучени и платите на општинската администрација е предвидено да изнесува нешто повеќе од 622 милиони денари, додека основниот буџет е проектиран на над 271 милион денари. Максималниот износ големен за 30% за општина Кочани за основен буџет изнесува 194 милиони 685 илјади денари. Данокот на додадена вредност како дотација е 44 милиони 678 илјади денари. Кога на ова ќе ги додадеме средства кои што стојат на наменска сметка и на основен буџет, како што се 16 милиони денари на наменска сметка наменети за изградба на бараки за ранливи категории. Сабајлево на извод примивме средства од Бюро за регионален развој од околу 6 милиони денари и затоа дојде до измена на фискалната табела која што ја беше доставена на увид. Вкупниот буџет не се менува само во делот на фискалната табела. Средства од 3 милиони денари за патен правец Крушка, место викано Крушка, место викано Ајдар, од средства од 2 милиони денари на наменска сметка. Ова е од Министерство транспорт и врски за изградба на препумпна станица во населба Трајаново Трло и сметаме дека на сметката на основен буџет треба да имаме салдо поголемо од 6 милиони денари, за да дојдеме до основен буџет во вкупен износ од 271 милион 376 илјади денари. Од опозицијската советничка група имаше неколку забелешки за проекциите на буџетот на општина Кочани, главно за неговата развојна компонента, но и за тоа како ќе се собираат и трошат одделни приходи, за кои беше речено дека се планирани надможностите. А надоместо за уредување на градежно земјиште имате сума од 45 милиони и 900 илјади денари. Како мислите таа сума да ја потрошите? Бидејќи тоа му доаѓа некаде околу 8 згради или 200 куќи за индивидуално домување. Приходи по основ на продажба на градежно земјиште. Значи, кое земјиште планира да го продава општина Кочани за да инкасира 43 милиони и 400 илјади денари, ако имаме предвид дека во 2021 имаме 18 милиони денари. Ме интересира причината зашто има намалување до 50% на две ставки од градежни објекти, значи реконструкција, изградба на улици и патишта и реконструкција на улици и патишта. Значи, ни планираме да градиме, ни да реконструираме според овие ставки. Или треба да правиме ребаланс на буџетот некаде март-април. Во програмата за уредување на градежно земјиште ви се набројани и наведени сите градежни парцели кои што можат да се отуѓуваат во 2022 година. Предпоставките на општинската администрација и на стручните служби е дека со одземањето на 20% кои што ќе оди на сметка на државата, тој износ ќе биде како приход во општинската администрација, односно во локалната самоуправа. И ова го имате во програмите за уредување на градежно земјиште, значи ги имате и парцелите кои што се наменети за продажба и износот кој ќе дојде како приход. По дискусиите, со 10 гласа за, 1 против и 1 воздржан, буџетот на општина Кочани за наредната година беше усвоен. Во рамки на петата седница на Советот, усвоени беа и повеќе програми за работа на општинските служби за наредната година. Исто така се усвоија и плановите за работа на детската градинка Павлина Велјанова и на комуналното предпријатие Водовод. Сепак, немаше доволен број гласови за планираното покачување на цената на кубен метар геотермална вода од системот Геотерма. За таквата одлука на советниците беше речено дека наместо како давачка за корисниците на услугите, ќе падне како трошок на комуналното предпријатие Водовод.
На седницата на Советот, градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов направи осврт за работењето во изминатиот краток период откако ја извршува функцијата. При тоа ја поздрави конструктивноста во донесувањето на буџетот на општината за наредната година. Во обраќањето пред советниците тој истакне и дека во наредната година капиталните расходи ќе доминираат на тековно оперативните. Тоа го оцени како можност за развој на општината. Сметам дека, ќе го повторам ставот на раководителот на сектор за финансии, дека е многу поважно да бидеме поуспешни во реализацијата на буџетот кој ќе го креираме, а во креирањето на самиот буџет ќе имаме многу можности да правиме одредени интервенции во текот на годината во која ќе се реализира. Значи, тука ни се механизмите кои ни стојат на располагање, ребалансите, промената на програмите, односно искористувањето на средствата од различни програми, и сметам ако бидеме на истија линија ќе можеме тоа успешно да го менаџираме и да дојдеме до висок процент на реализација на она што го имаме предвидено како приход во буџетот за 2022. Уште една обврска стои тука. Службите во општина Кочани треба да работат ревносно и дисциплинирано во делот на прибирањето на средствата, особено службите кои се задолжени да го креираат развојниот момент. Беше поставено прашањето за црпење на средства од продажба на градежно неизградено земјиште или од уредување на градежно земјиште, познатите комуналии. Тука ќе треба урбанизмот, развојот да се грижи за овие моменти, а одделението за даноци и фискални приходи ќе треба да се грижи во прибирањето на средствата кои се редовна должност и обврска на граѓаните. Значи, имаме еден спој од развојна компонента во прибирањето на средствата од буџетот и една компонента која е тековна, редовна обврска во работата на локалните институции. За непол месец од работењето со физичко присуство и ангажман во локалната самоуправа, Папазов ги набра и проектите во чија реализација имал можност да учествува. Тоа пред се се реконструкцијата на паркот во Кочани, замена на главниот потисен цевковод за водоснабдување од Грдовски орман до Клучка 1, изградбата на водоводот и санитарната мрежа во Тракање, како и асфалтирањето на неколку улици во градот и изградба на улици во Ромското маало. Генералниот секретаријат на владата ја почна исплатата на финансиската поддршка за земјоделците кои произведуваат ориз, со што тие добиваат по 3 денари за килограм предадена арпа кај регистрираните откупувачи. Исплатата се реализира според законските мерки што претходно ги донесе собранието, а како помош при надминувањето на влијанието од ковид пандемијата врз производството и пласманот на оризот. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани рекоа дека со оваа мерка помош ќе добијат околу 1400 оризопроизводители од регионот. Овој закон кој беше изгласан во собранието предвидува финансиска поддршка од 3 денари за килограм произведена оризова арпа, предадена во регистрираниот купувачки капацитети на оризова арпа во период од 1 јануари до 15 декември 2021 година заради намалување на последиците од COVID-19. Според податоците од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Генералниот секретаријат на владата од денес започна со исплатата на сметките на вкупно 1401 баратели, производители на оризова арпа по оваа мерка, кои имат предадена оризова арпа во овој период од 1 јануари до 15 декември 2021 година во регистрирани откупувачки капацитети. Вкупна количина на предадена оризова арпа за овој период е во износ од 21 милион килограми и вкупно се исплатени 61 милион денари или 1 милион и 24 евра. Од ресорното Министерство за земјоделство информираа дека покрај интервентната финансиска помош зголемени се и редовните субвенции за оризот од 25 на 30.000 денари за хектар. Исто така има и пораст од 50 на 70% кај надоместокот за зелена нафта.
Учениците и наставниците во Основното музичко училиште Ристо Јуруков го изведоа традиционалниот новогодишен концерт, што годинава се одржа по 21 пат. Во салата на мултикултурниот центар, без присуство на публика, а со онлайн пренос во живо на Facebook профилот на училиштето, гледачите имаа можност да уживаат во настапите на учесниците. Со класични, но и празнични новогодишни теми, тие повторно ги разлеа музичките тонови пред почетокот на новогодишното славие. Поради COVID пандемијата и протоколите за здравствена заштита, раководството и наставниот кадар од музичкото училиште изнајдоа начин да ја продолжат традицијата и да ја загреат пред новогодишната атмосфера. На концертот беа изведени околу 25 музички точки, дел солистички, како и оркестарски, при што настапија младите музички таленти во придружба на нивните наставници. Новогодишниот концерт на Основното музичко училиште Ристо Јуруков се реализираше со поддршка од локалната самоуправа на Кочани. Спортската сала во дворот на гимназијата Лјупчо Сантов во Кочани ќе го носи името на неодамна починатиот кошаркар Сашо Лазарев Чапо. Едногласна одлука за именување на објектот донесе Советот на општина Кочани, а по предлог на советникот Венко Крстевски. Тој во образложението истакна дека се работи за спортист и спортски работник кој е оставил траен белег во развојот на кошарката во општината и пошироко. Постарите го знаат од кошаркарските денови, ние помладите го знаеме од неговите тренерски денови. Негов успех, како што кажав на самата комисија, не се ниту медалите и трофеите кои што ги има освоено, туку најголем успех се децата кои што ги има извадено од улица и кои што ги има насочено на правилни вредности и ги има спасено од одредени пороци. И сметам дека тоа е негова најголема заслуга, има огромно влијание за развојот на кошарката во градот. Се надевам во иднина дека ние како Совет на општина Кочани и како негови сограѓани ќе успееме да направиме повеќе напори кошарката, да подигнеме нивото на кошарка и исто така кажав и на комисијата, салата освен што треба да го носи неговото име, треба да биде и преуредена за да биде порепрезентативна, да има услови за тренирање, услови за одигрување на надпревари, едноставно и амбиентот за публиката да биде подобар. На седницата беше усвоен и предлогот од советникот Томе Солевски, Советот на општина Кочани да биде носител и организатор на младиски кошаркарски турнир, што ќе се организира во спомен на кошаркарот Лазарев. Ние како Совет, значи вие како председател овие 4 години, наредниот председател, ние да бидеме основачи Советот на турнир, кошаркарски турнир за млади деца, значи да покриеме иницијативата, ние како Совет да го организираме, не општината, него ние како Совет и председателот на Советот да го отвори и затвора турнирот. Сашо Лазарев Чапо беше член на поранешните кошаркарски клубови 22 октомври и Кочани, а голем придонес даде во најславните денови на екипата на Деликатес, кога таа беше меѓу најдобрите во државата. По завршувањето на кошаркарската кариера беше основач и тренер на клубот Баскет Дино, низ кој поминаа поголем број млади кошаркари од Кочани и регионот. Пред крајот на оваа календарска година во рамки на новогодишното празнување библиотеката Искра организираше еднодневен саем на книгата, на кој читателите можеа да видат и набават нови наслови. Саемот се одржа во соработка со издавачката куќа Сакам книги од Скопје. Од раководството на Кочанската библиотека изразија задоволство што и покрај ограничените можности поради COVID пандемијата се реализирале повеќе настани. Со тоа е даден придонес во културното живење на градот и општината, а беа најавени слични активности и за догодина. Почнуваме веќе од јануари месец со неколку проекти што ќе бидат реализирани, но сето тоа дали ќе бидат и како ќе бидат организирани, сепак зависи од се уште, јас би го рекол, онај наш невидлив непријател, значи коронавирусот. Се надевам дека тоа брзо ќе исчезне, ќе го снема, ќе се вратиме на нормалните текови на нашите работење. Нашата установа ќе биде отворена, целосно ќе биде отворена, целосно ќе биде ставена во функција на читателите и на граѓаните на општина Кочани и оние новитети што сакаме да ги спроведеме оваа година, не спроведовме, сакаме тоа да го реализираме идната година. Се надевам дека ќе ни дозволи времето. За оно што ќе се случува да причекаме да помине оваа година, да ги сумираме резултатите, да ги направиме плановите целосно за едната година.
Jednodnevниот саем на книга во библиотеката во Кочани се одржа по мини саемот што беше организиран на почетокот на овој месец. На истиот, поради ковид состојбата, имаше редуцирани содржини и учествуваа само 2 издавачки куќи. Пленарскиот спортски клуб Осоговот Кочани успешно ја привршува и оваа календарска година, во која и покрај специфичните пандемиски услови ќе останат забележани неколку поголеми постигнувања. Деновиве планинерот Гоце Серафимов се искачи до базниот камп Еверест на Хималаите на височина од 5364 метри, каде за прв пат го постави знамето на Кочанскиот планинарски клуб. Неговата експедиција започна на 17 декември по многу лоши временски услови со 10 ноќевања. Искачувањето започнало од градчето Лукла, каде се наоѓа единствениот аеродром на Хималаите. Од таму до базниот камп и назад, Серафимов поминал патека долга 130 километри, со пешачење на температури од минус 15 степени во текот на денот и минус 25 степени Целзиусови во текот на ноќта. Од клубот му честитаат на подвигот на Серафимов и му посакуваат мирен лет и безбедно враќање во Македонија. Истовремено, од пленарскиот спортски клуб Осогово најавуваат дека на 2 јануари ќе се одржи традиционалното новогодишно искачување на врвот Руен на Осоговските планини. Исто така, почнати се и подготовки за уште една важна и тешка експедиција. Планинарите од Кочанскиот спортски клуб планираат искачување на врвот Ленин во Киргистан, кој со своите 7137 метри е највисок во тој дел на азијскиот континент. Со оглед на големите трошоци и набавката на неопходната опрема за експедицијата, планинарите од Кочани ги повикуваат сите стопански и други субјекти да дадат своја поддршка и со донации да ја помогнат реализацијата на оваа планинска авантура.